И таква е природата, мислам, на нашите катедри, што некако лесно се прилагодуваат и на други услови што ги имаме на пазарот на трудот. Тоа е веројатно, тоа веројатно потекнува прво од разновидноста на факултетот. Точно. Тоа што го зборувавме и на состанокот, нели, филолошки факултет е некако свет во мало, толку многу различни јазици, различни култури на едно место, ама и изучувањето на книжевност, мислам дека е многу интегрален дел во тоа. Се среќаваш со многу различни ситуации, да речем. Се согласувам. Со читањето на некој начин можеш да проживееш и да имам, например, 22 години. Сега можам да со читањето можам да си го продолжам векот на некој начин, зарем не? На илјадници години. И се дискутираат, например, различни теми на филолошки. И со тоа некако добиваш знаење и развиваш интереси за други работи, освен или покрај јазикот. Да, апсолутно. Едноставно ти се отвараат видиците. Да. Како е, мислам, има ли предизвици да се функционира во тој систем? На различни култури, различни... Во тој правец, во различните... Апсолутно да, бидејќи секој јазик, книжевност и култура си има свој историски развој, така, и своји стекнати карактеристики кои што не нужно се на иста линија со некој друг јазик. И ние мораме сите тие историски нивни развои и разлики да ги усвоиме, да ги разбереме, иако не сме припадници. Така. Индиректно ги усвојуваме, за да можеме да сватиме зошто е ова така и како и ние тоа понатаму да го пренесеме ако сме наставници на следните ученици и студенти, ако сме преведувачи, како тоа да го пренесеме од еден во друг јазик со културата и така натаму, и на крајот на криштата како да го пренесеме тоа во секој сегмент што го наведе Савче, во кој ќе работи еден наш завршен студент. Да. И вистина е предизвикот и сака многу внимание и отворен ум. Многу сакаме отворен ум за сето тоа да го примеме и да го разбереме. Со нешто можеби нема да се согласиме така. Некој историски момент од чија е да е култура, арно, ама мора да се прифати. Да. И да се усвои и да се добие на објективна представа зашто е тоа така. И во тој процес мислам дека сите некако попримаме од таа другата култура. И тоа и нас не прави побогати. Да. И како учиш и за другата, нели, култура, можеш да ја споредуваш и со својата. Преку учењето на јазикот, Така. И да си помагаш. Нешто ќе најдеш на нешто, некое добро решение што ќе ти помогне за... Да, па ти се продлабочува личноста.